Пласирање на земјоделските производи, а не да останат на нива. Заканите од климатските промени, грешките од минатото и надминување на инфлаторните шокови се решаваат со формирање на земјоделски и сточарски задруги. На Меѓународниот ден на земјоделски задруги од мрежата порачаа дека државата мора да работи на олеснување, но и на јасни законски решенија за задругите. Земјоделието, посебно морам да кажам, во Македонија е доведено во колапс. Значи, во овој момент земјоделието решава прашање од екзистенцијална природа. Едноставно фармерите, а за другите да ја делат судбината на фармерите, не можат да ги покријат елементарните, основните трошоци или да направат така наречена проста репродукција. Тренд во Европа е еден земјоделец да членува во најмалку 3 задруги, а кај нас од 70 регистрирани обстојуваат само 50. Успешни приказни има од Преспанскиот регион и од Овчеполскиот. Едните произведуваат овошје и создале собствен бренд од природен сок од Преспанското јаболко, а 12 пчелари од Штипско со над 750 пчелни семејства продаваат мед од пределот на медена земја, кој светот и Холивуд го виде преку приказната за Атидже. Ако се здружат земјоделците во задруга, има поголема шанса за напредок. Значи, производството кога јаболкото како јаболко само да се произведува и продава е по ниска цена, ама ако се здружат земјоделците и решат да прават крајен производ, тогаш може да биде за сите многу подобро и да има повеќе приход. Екот на сезоната или во медоберот, тогаш самиот не може да го работи тоа и затоа се здружуваме во задругата, за да можеме меѓу себе да си помагаме и плюс има одредени луѓе кои што се по надарени од Господ ги бива за трговија, па за пласман, за промовирање на производот и така сите заедно успеваме да не ни остане мед за наредната година. На национално ниво во 50 земјоделски задруги има минимален број на земјоделци, што е 0,3% од вкупно 175.000 земјоделски стопанства.